Кратки најави за денес. Пекарите не испорачаа леп по 33 денари. Права Тина е тврз грбот на граѓаните, коментираат Охриѓани. По 60 години ќе се реновира нефрологија Струга. Охридски водовод реагира дека Бислимовски ја манипулира јавноста во врска со поскапувањето на водата. Инклузивен спорт за лица со попреченост во Струга. Страшна железничка несреќа во Грција, 60 загинати, од кои најголем број студенти. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно и нестабилно со слаби врнежи од дожд, ветровито и свежо, со измерени максимални 12 степени. Во текот на ноќта кон четврток облачно, ќе има слаби врнежи од дожд, ќе биде релативно топло за овој период од годината. Утре на Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето нестабилно. Ќе има врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во останатите делови стабилно со локална облачност и топло. На север, северозапад и запад од Европа се очекуваат температури кои ќе бидат под повеќегодишниот просек за овој период од годината. Утре на Балканот во северните и централните предели ќе биде умерено облачно со повремени и кратки сончеви периоди. Во југозападните и јужните и источните делови од Балканскиот полуостров нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 6 до 17 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува претежно облачно време. Ќе има врнежи од дожд, ќе биде ветровито, но надпросечно топло. Во вечерните часови во текот на ноќта кон петок пообилни врнежи. Локално и над 10 литри. Минималните температури од 2 до 10 степени, а максималните 8, односно 16 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток времето умерено облачно со врнежи од дожд и релативно топло, минималната 7, а дневната 11. Во петок облачно време, врнежи од дожд и пад на температурите. Минималната температура 6, дневната 9 степени. Во сабота времето умерено облачно, сончеви периоди и дневна температура до 8 степени, а во недела студено утро со пад на утринската температура на 0 степени. Во текот на денот не очекува претежно сончево време со локална облачност и дневна температура од само 8 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Тешко сиромаштијата која нема ни за леп, беше утринскиот коментар на охриѓани, откако рафтовите останаа празни. Пекарите утрово не доставија до маркетите леп под цена од 33 денари. Не одстапија од ставот дека ќе го прекинат производството по владината одлука за замрзнување на цената на белиот и полубелиот леп. Инспекторите на Државниот пазарен инспекторат ја следат ситуацијата на терен. Пекарите утрово не испорачаа бел и полубел леп по цена од 33 денари во маркетите и продавниците. На полиците во некои продавници можеше да се купи само сечениот бел леп со рок на трајност или поскапите пакувани лебови. Граѓаните не се изненадени од одлуката на пекарите, ама се во очекување како ќе се развива понатака снабдувањето во трговијата со лебот, основниот прехранбен продукт за поголемиот дел од населението. Ова не се знае никој пиет. Докај чојме вака, само е работата што треба да се реши и за едните и за другите, да биде во полза на сите еднакво. Што да кажеме, условите се многу тешки, сиромаштијата е многу голема, платите се мали, по 11.000 пензија земаме, бакрадан ќе купуваме, ченкарно брашно поевтино, ќе вариме, ќе јадиме. Струјата е скапа и тано што ќе го вариме, но што ќе печиме лепак месиме. Многу тешко. Па не знам да ви кажам, како што овој работава никој не намалви. Досега и ефтино и се поевтини бензинот и сите работи, а цените си остана исти, чак што више и одети нагоре. Така да немаме надеж, тешко тој што си нема да си купит. Прават некој инат, ама докај ќе те не знам. Од групацијата на мелничко-пекарската индустрија не одстапуваат од ставот дека нема да произведуваат и да дистрибуираат бел и полубел леп во трговијата по одлуката на владата да ја замрзне цената. Денес на терен излегоа инспекторите на Државниот пазарен инспекторат, кои ја следат ситуацијата дали се почитува владината одлука за замрзнување на цената на белиот и полубелиот леп на 33 денари. Се прави контрола на производителите кои не испорачале леп. Кога ќе завршат контролите, ќе има сознание за фактичката состојба, информираат од Државниот пазарен инспекторат. Доколку пекарниците престанат со производство на леп, владата смета дека има законски одредби со кои може да се санкционираат. Тогаш ќе постапат другите институции како што се пазарниот инспекторат, но и Комисијата за заштита на конкуренцијата, кажа министерот за економија Крешник Бектеши при вчерашното објавување на одлуката за укинување на субвенцијата за струја на производителите и ограничување на цената на лебот до 31 мај. Бислимовски да престане да ја манипулира јавноста, реагираат од јавното предпријатие Водовод на вчерашната изјава на председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги дека јавното предпријатие доставило барање до комисијата за зголемување на цената на водата за 70%. Бислимовски вчера објави коментар дека ваквото барање е нереално со оглед дека државата им ја субвенционира цената на струјата на јавните предпријатија. Ќе зголема цената на водата за 70% за да можат да бидат фабрика за вработување, напиша во објавата на Фејсбук председателот на Регулаторна.
Од јавното предпријатие Водовод од Охрид реагираат дека до Регулаторната комисија за енергетика согласно закон и бизнис планот доставиле информација за вкупните расходи и приходи врз основа на кои се утврдува цената на водата од страна на комисијата. Мислимовски може добро да провери дека расходите на Водовод Охрид се единствено зголемени во однос на електричната енергија, додека бројот на вработени во изминатиот период постојано се намалува. Како и досега, јавното предпријатие Водовод Охрид ќе почитува секоја одлука за тарифите на вода која ќе ја донесе Регулаторната комисија, базирана на стручност, а не на политиканство, стои во реакцијата од Охридски водовод. Со 400.000 евра ќе се реконструира специјалната болница за нефрологија во Струга. Ќе се менуваат подовите, ќе се модернизираат операционите сали и комплетно ќе се реновира оделот за холидеј дијализа. Со сите овие зафати се исполнуваат условите за развој на здравствен туризам. Проектот е на владата, а поддржан од швајцарската амбасада. Ке се реконструира специјалната болница за нефрологија во Струга. За прв пат ќе има поголеми инвестиции за подобрување на условите. Со 24 милиони денари ќе се менуваат подовите, модернизираат операционите сали, дограмата и комплетно ќе се реновира одделот за холидеј и дијализа. Според проектот, болницата ќе добие и фотоволтаици и централно снабдување со кислород. И за да го одржиме тоа реноме и квалитетот на здравствените услуги што докторите, сестрите, болничарите овде ги пружаат, да овозможиме логистички услови за да продолжат и понатака идни проекти кои што ќе донесат добро за граѓаните, за развој на здравствен туризам, за холидеј дијализа и за подобрување на условите на пациентите што се кај нас во дијализа. Објектот е изграден во 1984 година, а изминативе 4 децении немало поголеми градежни зафати, реконструиран е само покривот. Прави комплетна реконструкција, значи кров, столарија, фасада, подови, ѕидови и таму се става и грејење и климатизација. Нефролошката болница добива средства со кои сигурно има подобри услови за работење на сите вас, но и подобри услови за пациентите. Специјалната болница за нефрологија Струга обслужува до 200.000 пациенти од целиот регион, а редовно 110 лица се на хемодијализа. Посветени на своите активности во здравствено-превентивната дејност, а во рамки на одбележувањето на неделата на борба против ракот, од 1 до 8 март, под мотото "Знаењето спасува живот", Црвен крст од Охрид организира активности насочени кон подигање на јавната свест кај општата популација за превенција и навремено дијагностицирање на малигните заболувања. Во таа насока, имајќи ги во предвид податоците за застапеноста и зачестенота на појавата на рак на грлото на матката кај женската популација, Црвен крст од Охрид во соработка со Младинскиот центар од Охрид организира предавање на тема рак на грлото на матката, причини, симптоми, тестови, стадиуми, превенција и лечење. Предавач ќе биде доктор Јасна Митреска, специјалист гинеколог. Предавањето ќе се реализира утре со почеток во 17 часот во просториите на Младински центар Охрид во комплексот на поранешна касарна, информираат од Црвениот крст. Преку спорт и рекреација, поголема инклузија на лицата со попреченост од струга. 15 на лица со посебни потреби од струшко докажуваат дека спортот и физичкото вежбање не се резервирани само за здравите лица. 3 часа неделно тренираат џудо заедно со професионалните спортисти. Во нашата земја потребни се подобри услови за спорт и рекреација за лицата со попреченост. Преку спорт и рекреација, поголема инклузија на лицата со попреченост од струга. Спортот и физичкото вежбање не се резервирани само за здравите луѓе. Лицата со инвалидитет имаат потреба од телесна активност со програмиран напор и правилно дозирани физички оптоварувања. 15 на лица со посебни потреби 3 часа неделно имаат спортски активности. Тренираат џудо заедно со професионалните џудисти. Џудото е особено спорт кој што буди среќа и насмевка кај сите лица, не само кај лицата со попреченост, туку кај сите џудисти. Секако тука се дели лицата со попреченост,
нивната среќа и радост за нас е задоволство и ние како тренери и цел стручен тим во клубот се трудиме максимално да им се посветиме и нив, како и на типичните џудисти, и пред све сите да бидат среќни, задоволни, здрави и да бидат успешни понатака. Спортот за лицата со попреченост е од особено значење. Тоа им причинува посебно задоволство. Се однесуваат сосема природно и спонтано, се дружат и социјализираат. Овој проект за мене има посебно значење бидејќи на лицата со попреченост им дава посебна вредност, дека и тие можат повеќе, можат и да спортуваат, можат и потешки спортови да спортуваат, можат нешто многу повеќе да направат и да постигнат, за разлика од не би сакал никого да критикувам, но обично мислам дека кај општеството има една недоверба во лицата со попреченост, како тие можете само да му да нацрта нешто, да каже нешто или да напише нешто и толку. Овој проект им дава посебна вредност дека можат многу повеќе од тоа. Проектот Спорт за сите во Струга започна во 2020 година. Во нашата земја потребни се подобри услови за спорт и рекреација за лицата со попреченост, задолжително воведување на модули на инклузивна прилагодена физичка активност и спортување во образовниот процес. Владата треба да развие национална волонтерска служба за спорт и физичка активност на лицата со попреченост. Синоќа, 20 минути по полноќ во СВР Охрид било пријавено дека на регионалниот пат Охрид Светинаум патничко возило марка Ауди со охридски регистарски ознаки, управувано од 18 годишник од Охрид, излетало од коловозот. По несреќата, возачот и сопатниците во возилото на возраст од 22 и 34 години и двајцата од Охрид биле пренесени во специјалната болница Свети Еразмо, каде на возачот и еден сопатник им биле констатирани тешки телесни повреди. За настанот бил известен јавен обвинител, а увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Охрид. Министерството за транспорт и врски денес објави нов јавен повик за финансиска поддршка за нови авиолинии во периодот од 2023 до 2025 година. Краен рок за доставување на барањата за учество во постапката е 31 марта. Јавното отварање на барањата за финансиска поддршка ќе се одржи на 3 април. За годинава предвидени се 1,1 милион евра за финансиска поддршка за нови авиолинии. Министерството за транспорт и врски го објави новиот јавен повик за субвенционирање авиолинии, откако првиот беше поништен поради нецелосна документација на компаниите. На неуспешниот повик понуди доставија авиокомпаниите Lufthansa, Wizz Air и Aegean Airlines. Условите на новиот повик се исти како на претходниот. Може да се пријават сите заинтересирани авиокомпании кои поседуваат уверение за работа издадено од земја членка на Европската Унија, согласно прописите за издавање уверение за работа на авиопревозници да имаат превезено најмалку 10 милиони патници во 2019 година и да имаат остварено профит од минимум 25 милиони евра во 2019 година. Финансиската поддршка ќе се доделува согласно критериумите за рангирање на новите дестинации и последниот редослед, период на оперирање на дестинацијата, број на неделни летови, атрактивност на аеродромот кон кој оперира и број на седишта понудени на продажба, велат од Министерството за транспорт и врски. Финансиската поддршка ќе биде 7 евра по патник во заминување превезен од меѓународен аеродром Скопје и 4,5 евра по патник во заминување превезен од аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Охрид подготвен да биде домаќин на првото државно првенство во теквондо ИТФ. Првенството ќе се одржи во малата сала на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори на 11 март. Теквондо клубот Мастер од Охрид, инаку најстариот теквондо клуб во земјава, ја доби честа да биде организатор на првото државно првенство во теквондо ИТФ токму во нашиот град на 11 овој месец во малата сала на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Надпреварувачите ќе имаат можност да ги одмерат силите во спаринг и форми, и тоа во категориите деца, постари, млади, јуниори и сениори. Македонската традиционална теквондо федерација, која го негува теквондо ИТФ од точно после 31 година постоење кон крајот на месец февруари годинава, конечно го доби решението дејно спорт од Агенцијата за млади и спорт. Теквондо ИТФ во Македонија го донесе Саша Поповски, носител на црн појас 5-ти дан
Некогашен репрезентативец на Југославија, кој за време на војната и распадот на Југославија бил приморан да се пресели во нашата држава, отвореги го првиот клуб во Охрид на 22 февруари далечната 1992 година, кој ден денес обстојува под името Теквондо клуб Мастер од Охрид. Во изминативе 30 години имаме учествувано на 7 светски и 6 европски првенства, од кои досега имаме освоено 3 медали од светски првенства, златен, сребрен, бронзен и 6 медали од европски првенства, 3 бронзени и 3 сребрени медали, кажува Марјанчо Лазаревски, носител на црн појас 5-ти дан, поранешен светски вице-шампион и заедно со Саша Поповски и Зоран Парулевски, еден од организаторите на предстојното првенство. Следуваат вестите од светот. Најмалку 36 лица загинаа, 80 се повредени во судар на 2 воза во градот Лариса во северна Грција. Грчките медиуми објавија дека воз со околу 350 патници се судрил со товарен воз кој доаѓал од спротивна насока. Според последните извештаи, 25 лица се хоспитализирани со сериозни повреди. Возот патувал од Атина за Солун кога директно се судрил со другиот воз, при што се запалил најмалку еден вагон, а предниот дел е целосно смачкан. Портпаролот на пожарникарската служба Василис Вартакојанис рече дека условите за спасивачките екипи се многу тешки поради сериозноста на сударот и никогаш не видел такво нешто во својот живот. Утрово со дрон од воздух се бара исчезнатите по страшниот судир. Голем број повредени се пренесени во болницата во Лариса, а повеќето од загинатите се студенти. Иако е прерано да се расветлат сите аспекти на кобната трагедија, првичните индикации велат дека двата воза директно се судриле најверојатно со голема брзина. Се проценува дека шефот на станицата во Лариса не ги свртел клучевите преку кои механички се регулира минувањето на возовите на клучките, па на иста линија се испраќаа 2 воза, јавува Грчката национална телевизија. Грчката полиција го приведе шефот на смената на станицата под сомнение дека по негова вина се случила трагедијата. Министерството за одбрана на Тајван соопшти дека 3 кинески воени бродови, 25 воени авиони утринава се движеле во близина на островот, а Тајван одговорил според стандардните безбедносни процедури и избегната ескалација. Во соопштението се прецизира дека 19 борбени авиони влегле во југозападниот дел на тајванската воздушна безбедносна зона, но не прелетале над тајванската теснина. Тајван одговори со активирање борбени авиони, бродови и одбранбени системи, чија задача беше внимателно да следат ситуацијата и да реагираат на неа. Кина презема такви акции речиси секој ден за да го заплаши Тајван и да изврши притисок врз Тајпеј. Нападот на Русија врз Бахмут продолжува и денес, откако украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека интензитетот на борбите околу источниот украински град продолжува да се зголемува. Руските трупи вчера дошле меѓу селата Беркивка и Јахидна во обид да го опкола градот, представува јасна закана за украинските воени сили. Руската држава новинска агенција исто така објави видео за кој вели дека покажува руски борбени авиони над Бахмут. Зеленски во вчерашното видео обраќање каже дека битката за Бахмут била најтешка досега, но дека е важно неговите војници да продолжат да го бранат упориштето. Од Министерството за енергетика на Соединетите Американски држави поднеле класифицирана студија до Белата куќа во 2021 година во која се вика дека вирусот кој е предизвикал пандемијата со COVID-19 најверојатно протекол од кинеска лабораторија, објави Wall Street журнал. Овие нови наоди отстапуваат од претходните студии. Конкурентните хипотези за потеклото на COVID се фокусираат или на неидентификувано животно, што го пренесува вирусот на луѓето, или на случајно истекување на вирусот од кинеска истражувачка лабораторија во Вухан. Ажурираните наоди на Министерството за енергетика се во спротивност со извештаите на 4 американски разузнавачки агенции кои заклучија дека избунувањето започнало како резултат на природен пренос од заразено животно. 2 агенции останаа неодлучени. Портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи пак, Мао Нинг, на денешната пресконференција изјави дека Кина остро се спротивставува на сите обиди за политичка манипулација под превезот на потрага по потекло на коронавирусот. Бараме САД да ја почитуваат науката и фактите и да престанат да го политизираат прашањето за потеклото на COVID. Според Светската здравствена организација, од почетокот на 2020 година COVID-19 само еден од серијата заразни коронавируси кои се расшириле меѓу луѓето предизвика близу 7 милиони смртни случаи ширум светот и ја наруши како трговијата, така и патувањето. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата, пријатно.